Кумановци кои што работеле за странски компании во Ирак и Авганистан денеска протестираа пред зградата на општина Куманово незадоволни поради тоа што не беше прифатено нивното барање за проблемот со кој се соочуваа да биде ставено како точка на дневен ред на седницата што се одржа минатиот четврток. 15 на минути откако почна протестот во 14 часот, градоначалникот Максим Димитриевски излезе пред општината и повика тројца нивни представници на состанок. Претходно им кажа дека Советот може да даде само препораки и предлози, но не може да задолжи повисок државен орган да постапи по барањата. Кумановци уште еднаш повторија дека не се политички иницирани, туку единствено бараат правно решение на нивниот проблем. Наш задњан састанак беше заклучок дека ви ќе си поднесете писмено барање до директорку на јавни приходи за да дојде на састанак директорка с вас. Не знам дали имате епилог и одговор од нјојну страна. Још не. Пошто мене ми беше кажано да си се од нјојну страна да се држи у рамке на мои надлежности и на мои ингеренции за Совет. Да, не е проблем. Ја може да повикам пак координација на Совет, да ги викну сви советници, без да се прави, пошто суштина ваша е една. Дали сакате да го решите проблем стварно, или сакате да бидете предмет и инструмент на политику преку кој ќе се политизира со вас. Ако сакате да ви инструментализира во одредени политички партии, ви терајте како мислите. Ако сакате да се тражи решење, значи така треба да се отвори конструктивна дискусија таму на Совет, али Совет како Совет и орган може по закон да даде препоруки и предлози, не може да задужи повисок државен орган да поступи по требаше да се направи на барање. Како што кажа градоначалник, еви ми свак протест и ви сте сведоци. Ми никад не смо кажале дека смо политички поврзани. Значи ми поддржуваме било кога кој сака да ни помогне на нас, без разлику дали од едну партија, од другу партија, дали од некој националност, било што. Многу пута го потенцираме дека тражимо правно решение, било кој да ни помогне. Па чак што више ирачко пореска управа ќе ни помогне правнички, ќе ни даде документ и од Америка, значи работа е што работу тражимо да ни помогне некој правнички. Пошто ми пливаме у закони, сви ги различито тумачи закони. Че ми паќе го бараме, значи треба ни го официјална средба с директорко Елена Петрова, како што сам го ја културно повикајат писмено, значи немамо и уште одговор, еве трети ден, и сакамо го тој среда се одржи у Куманово, у комитет пред сите луѓе, да га тој нели сви види или да тамо ќе поставиме прашања што си имамо и да најдеме решение што ги имамо да ни се стопира, пошто ми за тие решенија имаме доказ. Не можеме да поминеме преку тоа бидејќи ние сме граѓани на ова Куманово, ние имаме инвестирано во Куманово, ние со нашите семејства и нашите колеги имаат семејства кои сме донеле милиони долари тука. Од данокот што сме го платиле за некретнини, за било каков данок. И овој данок сега што треба да го платиме 4,8% оди за општината. И ја не можам да разберам зашто советниците и претседателката ни отвори таа точка, бидејќи не може материјална расправа. Како може да биде материјална расправа кога 4,8% од данокот за личен доход влегува во општинска каса. И едноставно требаше таа точка за да не поддржат како сограѓани и како, да не кажем, инвеститори во овој град. Бидејќи 25 години ние инвестираме во овој град. И сега одеднаш тие не се во наша ингеренција, не може да дискутираат за нас. Тоа е. И не можеме да прифатиме дека таа точка не може. И сакаме да иде, сакаме Советот да ни даде поддршка од општина Куманово да се префрли на централна власт, бидејќи мнозинството во општина Куманово е со централната власт у коалиција. Да се разбереме. Не правиме ние политички маркетинг на никоја партија. Лично имаме да доставено барање до Советот да се стави таа како предлог. Тоа е донесено во вторник. Минатата недела вторник. Седницата беше во четвртак. Значи запазен е рокот.